Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Продолжуваме со вториот член од символот на верата. Тој гласи: И во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отца пред сите векови, светлина од светлина, Бог вистински од Бога вистински, роден, несоздаден, едносуштен со Отца, преку кого се станало. Во овој член се зборува за Господ Исус Христос. Кој е Господ Исус Христос? Исус Христос е најмаркантната личност во историјата на светот и човештвото воопшто. Историчарите потврдуваат дека Исус Христос бил пророк и учител од градот Назарет. Живеел во првиот век од нашата ера и од неговото раѓање почнува новата ера. Името Исус е од еврејско потекло и значи Спасител, а Христос значи Месија, помазаник. Од љубов кон човекот Исус постана човек, за да го поправи гревот на Адам, да ја уништи смртта и да има возможи на сите луѓе милост од Бога и можност за вечен живот со Него. Он е љубезен и добар, како кон оние кои веруваат во Него, така и кон оние кои не се христијани и кои не веруваат, исто како што сончевата топлина ги топли и грее и оние кои не го гледаат сонцето. До својата 30-та година живееше во Назарет со мајка му Марија, а и Јосиф, помагајќи му на Јосиф во дрводелскиот замеет. При мојата посета на Назарет имав прилика да ја видам куќата на Јосиф. После својата 30-та година Христос го започна јавниот живот проповедајќи го Евангелието на премудроста и љубовта и учејќи ги луѓето да веруваат во Бога и да го исполнуваат нивниот живот со евангелските норми. Христовата порака беше едноставна, но длабока по содржина, често пати пропратена со живи параболи, аналогии и метафори. За разлика од старозаветното учење за вршење, за возвраќање на зло со зло или око за око, зап за зап, Христовото учење се темели на љубовта кон Бога и љубов кон ближните. Не со оружје, не со сила, не со војски и тенкови или со борбени авиони, туку Христос со љубов и крајно смирение го измени светот кон добро. Правеше и чуда, лекуваше болни, истеруваше демони и воскреснуваше мртви. Така он стана патот, вистината и животот, како што запишал евангелистот Јован. Во вториот член од символот на верата изложено е верувањето и учењето на црквата за Господа Исуса Христа. Дали Господ Христос навистина постоел или е измислена личност или мит? Постоењето Христово било предизвик кај мнозина низ историјата, а така е и денес. Современите историчари и теолози заеднички потврдуваат дека Исус Христос навистина постоел и он не е измислена личност, ниту мит, туку реалност. Има историски моменти кои го потврдуваат неговото постоење, неговата дејност како мисионер, а и потоа страдањето за време на владењето на Понтиј Пилат се настани од забележително историско значење. За него пишувале неколку римски и јудејски историчари од тоа време, меѓу кои Корнелиј Тацит, Јосиф Лави и Плиний Помладиот. Покрај историчарите за Исус Христос како историска личност сведочат и верските книги, како јудејскиот Талмуд, Коранот, а особено Светото писмо Библијата. Евангелистите Матеј, Марко, Лука и Јован и Светото предание. Денот на неговото раѓање не е познат, но неофицијално се вели дека бил роден на самиот крај на Старата ера.
проповедал во областа на Галилеја и Јудеја. Мнозина од евреите го сметале за голем проповедник. Никој никогаш не зборувал како тој човек, запишал евангелистот Јован 7:45-46. Пострадал со страшна смрт, распнување на крст. Тоа се случило помеѓу 26-та и 36-та година од новата ера. Спомнувањето на Понтиј Пилат како римски намесник во символот на верата е токму за да го потврди Христовото постоење. Сепак за нас христијаните Исус Христос е второто лице од Света Тројца. Слово Божјо, премудрост, кој има божествена природа од вечност и во одредено време преку раѓањето од Света Дева Марија во Витлеем стана вистински човек. Беше еднаков со луѓето во се, освен во гревот. Христос беше безгрешен. Како се случило раѓањето Христово? Евангелистот Матеј во првата глава го опишува потеклото на Господ Исус Христос, набројувајќи ги сите колена од Адам до Авраама и од Авраам до Христа. Тој потврдува дека Христовото потекло е од Авраам и од коленото на цар Давид. Подетално за Христовото раѓање пишува евангелистот Лука во глава 2, 1-20. Тој вели: во тие дни излезе заповед од кесарот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис за управувањето на Квирини и во Сирија. И отидоа сите да се запишат, секој во својот град. Отиде и Јосиф од Галилеја, од градот Насарет, во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем, бидејќи беше од домот и племето Давидово, за да се запише со Марија, свршената за него жена, која не беше празна. А кога беа таму, нејзи дојде времето да роди. Го роди својот син првенец, го пови и го положи во јасли, оти за нив немаше место во ниту една гостилница. Имаше пастири во тој крај кои ноќеваа таму и ги чуваа своите стада. И одеднаш се јави ангел Господен меѓу нив и славата Господова ги осветли и се уплашија многу. Ангелот им рече: не плашете се, еве ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ, и еве ви знак, ќе најдете повиен младенец како лежи во јасли. И однаш со ангелот се јави многубројно небесно воинство, ангели кои го славеше Бога велејќи: слава на висините, во висините на Бога, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Кога си отидоа ангелите од нив на небо, пастирите си рекоа помеѓу себе: ајде да отидеме во Витлеем и да видиме што станало таму, за кое ни соопшти Господ. И дојдоа брзо и ги најдоа Марија и Јосифа и младенецот како лежи во јасли. А штом видоа, кажаа се што им беше речено за тоа дете. И сите што слушнаа се восхитуваа на сето она што им расправаа пастирите. А Марија ги пазеше сите зборови, слагајќи ги во срцето свое. Се вратија пастирите, славејќи го и фалејќи го Бога за се она што слушнаа и видоа како што им беше кажано. Доаѓањето на мудреците. Доаѓањето на мудреците, а тоа биле познати кралеви или библиски магови, е еден од најпознатите и најкарактеристичните настани поврзани со Христовото раѓање. Нивното доаѓање го прави Христа исклучителна личност, следејќи ги пророштвата и мистериозната звезда на небото. Мудреците патувале од исток за да му се поклонат на новородениот Христос. Тие не биле од исто место, туку од различни страни
ја следеле звездата која ги водела. Еве некои важни детали од овој настан. Прво, поклонувањето на мудреците. Пред да стигнат во Витлеем, тие пристигнале во Јерусалим, барајќи го царот јудејски. Таму се сретнале со царот Ирод, кој се исплашил од веста за нов владетел и тајно ги замолил да му кажат каде точно се наоѓа детето, под изговор дека и тој сака да му се поклони, но со скриена намера да го убие. Второ, принесувањето дарови. Тие му принеле 3 символични дарови: злато како символ на царско достоинство, темјан како символ на божествено потекло и миро или смирна, најавувајќи ја неговата подосташна жртва и страдање и неговата правосвещеничка служба. Трето, јавувањето на ангелот Господов да не се враќаат назад кај царот Ирод, туку предупредени во сон, тие заминале во своите родни земји по друг пат. Ова убаво го запишал евангелистот Матеј, глава 2, 1 до 12. Тој вели: кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во дните на царот Ирода, ете дојдоа во Јерусалим мудреци од исток и рекоа: каде е новородениот цар јудејски? Оти ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. Штом го слушна тоа, царот Ирод се уплаши и целиот Ерусалим со него. И кога ги собра сите правосвещеници и книжници народни, ги праша: каде треба да се роди Христос? А тие му одговорија: во Витлеем јудејски, зашто така е запишано преку пророкот: и ти, Витлееме, земјо јудина, по ништо не си помал меѓу војводствата јудини, оти од тебе ќе излезе водач, што ќе го пасе мојот народ израелски. Пророк Михеј 5.2. Тогаш Ирод тајно ги повика мудреците и дозна од нив точно за времето кога се појавила звездата, па испраќајќи ги во Витлеем рече: отидете и распрашајте се добро за младенецот, оти штом ќе го најдете, јавете ми за да одам и јас да му се поклонам. Тие, откако го изслушан царот, си заминаа. И ете звездата, што ја беа виделе на исток, врвеше пред нив, додека не пристигнаа и се запре на местото каде што беше младенецот. А кога ја видоа звездата, тие се зарадуваа. И штом влегоа во куќата, го видоа младенецот со мајка му Марија и паднаа, па му се поклонија, а кога ги отворија своите ковчежиња, му принесува дарови: злато, ливан и смирна или темјан. И кога примија во сон вест, не се вратија веќе природа и си замина по друг пат за својата земја. Во овој член Исус Христос се нарекува Господ. Тоа е име кое во Светото Писмо, Библијата, му е дадено само на Бога, истакнувајќи дека е Он вистинскиот Син Божи и вистински Бог, исто како што е и првото лице на Света Тројца, Бог Отец. Да се верува во Господ Исус Христос значи да се има доверба во Него и целосно да се потпреме на Него, да веруваме во Неговата сила и моќ и во Неговата љубов. Тоа исто така подразбира верување и следење на Неговата проповед и Неговото учење. Зборовите од вториот член на символот ја опишуваат суштината на божествената природа на Исус Христос како Син Божи, Неговата вечност и равноправност со Бог Отецот. Со зборовите светлина од светлина ја нагласува божествената природа и вечноста на Синот, кој е не создаден во време, туку извира од Отецот, исто како што светлината извира од сонцето. Бог вистински од Бога вистински ја потврдува целосната Христова божественост, спротиставувајќи се на лажните и погрешни учења кои го признавале како повисоко суштество, но не и за вистински Бог.
Роден, не создаден, ја означува разликата помеѓу создадениот свет и Синот. Како Син Божи, он е вечно роден од Отецот, а и не е создаден. Единосуштен на Отца. Овие зборови се многу важни затоа што потврдува дека Синот Божи ја има истата божествена суштина како и Бог Отецот. Преку него се станало. Овие зборови кажуваат дека Синот Божи постои од вечност и ја покажува неговата улога во создавањето на светот, што соодветствува на почетокот од Евангелието по Јован. Во почетокот беше Слово, и Словото беше Бога, и Бог беше Словото. Јован 1:1. Амин.